Владење на правото и функционална правна држава, реалност или утопија? Ќе успее ли државата да направи сериозни реформи во правосудството или пак ќе продолжи со селективна правда и неказненост? Гледајте Правда и неправда секој вторник во 21 часот. Со мене Гордана Дувњак. Денеска во ексклузив. Не комуницирам со неа. Се јави поранешниот дечко на Мелита Ракичевиќ. Маниакална обсесија. Ексклузив ја истражува болеста на Игор Кралевски. Македонскиот ракометар Столе Стоилов се смири со струмичанката Катерина. Ке имали свадба. Колку се познаваат познатиот стилист Дадар и неговата сестра близначка Александра. Гледајте ексклузив вечерва, 18:30 на 1 ТВ. Тие се блиски пријатели и помеѓу нив не постоја никакви тајни. Или барем така си мислеа. Една вечер и една игра ќе сменат се во нивните животи. Телефоните се на трпезата. Се што ќе пристигне во тој момент, повик или порака на социјална мрежа, ќе треба да се сподели со сите на масата. Нивните приватни животи ќе предизвикаат големи проблеми. Вечерва, 22 часот и 20 минути. Победникот на италијанските академски филмски награди за 2016 година. Совршени странци. Македонија не е во приватност на индивидуи. Се што се случува зад ваш грб, сите траги кои се сокриваат под тепих, ги следиме и истражуваме. Ви откриваме кои се луѓето и на каков начин се збогатија преку ноќ. Се за нивните нелегални бизниси и стекнат капитал. Македонски инсайдер, наскоро на 1 ТВ. Сабота, 16 часот и 15 минути. Леле, тука е го... Абе, не е путка, не е таква путка. Трас, ногете нарамо и... Стој! Виде? Да. Неделна доза на луд хумор и приказни за кои ќе се зборува. Уживајте во единственото хумористично шоу кое ќе ве насмее до сонзи. 16 часот и 15 минути. Ики анама санчим растурена парам парча. Ези анама. Празни муабети. Се враќаме назад во студиото и обработуваме уште една тема која што секојдневно е присутна во јавноста и при тоа се работи за сите оние блокади на улиците на главниот град, на градот Скопје, што поради теснината, можеме да кажеме, на улиците, а што поради најголем дел, односно поради секојдневните протести кои што се случуваат и оној слаб проток на возила низ градот и секојдневни реакции. Заради тоа, па може да се видат секаде и на социјалните мрежи, и во автобусите на ЈСП, и во такси возилата. А за таа цел наш гостин е началникот на сообраќајната полиција, господинот Дејан Трајковски. Добар ден, Дејан. Добар ден. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Како што кажа Владко, така ни стои во најавата. Ние зборуваме за проблем кој реално овие денови, последните денови особено го имаат скопјани. Во периодот помеѓу 16 и 17:30, кога рековме дека е безмалку невозможно да се движи автомобил нормално низ центарот на градот. И сообраќајната полиција од другата страна ни вели што
Вака сега, покрај зголемениот интензитет на сообраќај во изминатиот период, последните години, изголемениот возен парк, има уште две причини за отежното одвивање на сообраќајот. Тоа се изведување на градежни работи на подрачјето на град Скопје и протестите, како што кажавте вие. Последниве 20 на дена протести се одвиваат пред Собрание и пред Основен суд Скопје 1. Сообраќајната полиција вложува максимални напори физички да го регулира сообраќајот и при тоа не би рекол дека има блокирање, меѓутоа отежното се одвива и се бараат алтернативни сообраќајници за да во автомобиливе колку толку да не стојат. Особено во шпицот, односно во конкретно сега овој период кога граѓаните се враќаат од работа кон дом. Така. Ние зборуваме конкретно за оние протести кои што во последните, рековме, денови се случуваат токму пред Собранието. И самите рековте да ги има. Да, со тоа што сакам да нагласам, до пред 20 на дена излегуваа на самата улица по 18 часот, а во последниве неколку дена точно тоа така се случува токму последниве 10 на дена протестите се одвиваат од 16 до 18 часот, токму во времето кога на сообраќајницата што на центарот му е многу главната артерија потребна. На центарот на градот. Така. При тоа сообраќајот е пренасочен по околните сообраќајници. Ние, уште еднаш ќе повторам, вложуваме максимални напори, физички го регулираме сообраќајот и со помош на видеонадзорот во собственост, во надлежност на град Скопје, дигитално регулирате се регулира зелен бран, жолт бран, црвен бран, така е. Сообраќајници каде што имаме отежното одвивање. Така. Законот предвидува дека најмалку 20 луѓе треба да бидат на еден граѓански собир. Тоа се случува, рековме, пред Собранието, каде што во моментов го имаме колегата Антонио Крстевски. Антонио, дали се слушаме? Треба и да се гледаме. Така е. Добро вечер. Започнаа ли протестите денеска пред Собранието или денеска е ден за одмор, за пауза? Добро вечер од пред Собранието на Република Македонија, каде што беа најавени протести на луѓето кои што се противат на потпишувањето на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција и менување на уставното име на државата. Од она што може да се види зад мене, во овој момент протести тука пред Собранието нема. Улицата е проводна за возила, иако до пред неколку минути имаше сообраќајна полиција која што го регулираше сообраќајот на овој булевар. Минатите неколку денови, па може да се каже и недела или две, луѓето кои што се одлучија да протестираат тука пред Собранието во континуитет, поради нив беше блокиран овој булевар. Еден од булеварите кои што се најфреквентни во градот, а блокирањето се вршеше околу од 16 часот па натака додека трае протестот, токму во оние моменти, односно часови кога трае и најголемиот метеж шпиц на возила во главниот град. Како што претходно напоменав, иако беше најавен протест за вечерва, сепак истиот не се случи. Има неколку луѓе кои што се сместени, односно кои што седат во овој камп кој што тука стои повеќе од година дена. Од тоа што може да се забележи и на камерата, станува збор за повозрастни лица, десетина еве максимум на број. Ако за денес не се знае или се знае причината зошто нема протест, ние вчера разговаравме со една од организаторките токму на овој протест или на овој камп кој што година дена е присутен во пред Собранието на Република Македонија.
Да ја погледнеме изјавата која е причината за овие протести. Целта е токму тоа, бидејќи на друг начин не се излезе и не ги прифатија овие протестни барања, што рековме пред уште година и колку месеци има, од минатиот јули. Значи сега ги продолжуваме со сите начини, легитимни демократски средства и начините на отпор, на бојкот, на граѓанска непослушност. Ова е еден момент на граѓанска непослушност, бидејќи не може, значи, институциите не го прифаќаат и не постапуваат по барањата или по предметите таму што им се од нас доставени или кривични пријави, ги враќаат како неосновани и сега бидејќи не можеш ти институционално да го направиш, го правиш на улицата. Блокадата е токму тоа, дека се покаже дека во општеството, во државата не функционира ништо. Значи не функционира она за кое што треба најмногу сите да сме кој еден. Значи без оглед на партии, на не знам цели програми, зашто се случува, значи на дело е уништување на државата. Сакале тоа да го признаеме или не, тоа е реално. И треба да имаш соодветен одговор, а не за да се нервираат луѓето или ако сме 10, па ние со 20 фактички не сме 10, бидејќи според законот за собир на граѓани треба да е најмалку 21 и ја постигнуваме, имаме дури и повеќе. Меѓутоа, значи ние со толку луѓе успеваме да го направиме тој чин. Значи не е масовноста тука пресудна, масовноста е пресудна за да се одбрани тоа право. А можеш да блокираш еве на една 20, на друга 20, на трета, што и е во тек сега, значи веќе и како да речам, ќе се реализира тоа. Значи битно е да се блокира целиот систем што не функционира во реалноста. Тоа е проблемот и тоа треба да го свати секој граѓанин. Јас се надам дека колегата Антонио е се уште на врска. Само да поставиме уште едно прашање за крај, ако сме тука, Антонио. Да, Нета, повели. Дали знаеме само на крајот која е причината поради која овие луѓе денес не се на улицата и тоа би било се од тебе? Искрено причината поради која што не излегува вечерва на протест не ја знаеме, бидејќи иако тој беше најавен, на крајот сепак не се случи. Како што претходно напоменав, Министерството за внатрешни работи, односно сообраќајната полиција, во еден момент ја имаше блокирано улицата пред законодавниот дом и ние се надевавме дека ќе почне протестот и покрај тоа што од она што можевме да го забележиме нема многу луѓе и бидејќи беше најавен протест пред собранието, се и полициските службеници кои што се тука за да го обезбедуваат објектот. Така. Антонио, ти благодарам, ако немаме што да додадеме, тоа би било се. Дали е тоа се? Јас би сакал да додадам две реченици на крајот, само дека протестите кои што деновиве беа организирани тука пред собранието, поради блокирањето на овој булевар резултира со големо нетрпение, односно револт кон граѓаните кои што во тој момент се движат тука во овој дел од градот. На социјалните мрежи тие побараат да се најде решение од страна на полицијата, бидејќи според нив недозволиво е поради десетина луѓе кои што сакаат да го изразат своето незадоволство да се блокира целиот град. Ти благодариме, Антонио, за ова јавување. Ние како што можевме да слушнеме, тие го запазуваат цензусот од 21 човек за да можат да имаат право да блокираат улицата. Согласно законот за јавни собири, за да одржат јавен собир, кој што им е загарантирано право, треба да има најмалку 20 учесници на протест. Неспорно е дека секој има право на протест. И тие 20, 21, 18, колку и да се луѓе во моментов таму, имаат право на протест. Меѓутоа, како сообраќајната полиција знае дали се 20 луѓе?
Се бројат на лице место луѓето или? Да, много Ке едноставно. мора, очигледно. 20 се. Малку си можеме да ги изберем. Кои се најтесните грла во моментов тогаш во Скопје кога зборуваме? Тоа е раскрсницата веројатно кај Нова Македонија, кај Соборната црква. Се изведуваат градежни работи на потегот Зад Рамстор. Зад Рамстор, каде што е затворен за сообраќај. Тоа ќе биде на подолг Јужен булевар. Не е во функција. Тоа ќе биде на подолг период. Тоа дополнително создава гужва? Создава, секојдневно сме присутни, физички го регулираме сообраќајот. Има уште едно изведување на градежните работи на улица на булеварот Водњанска со крстосница Васил Ѓоргов. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници и ако е можно да бидат стрпливи. Да, трпеливи, но знаете, после напорен ден, кога ќе заглавиш во автомобил, трпението си го оставил негде на работа, веројатно, па сакаш да стигнеш дома побрзо. Колегата Игор Стефановски е на една од пофреквентните раскрсници во градов. Во овој момент, тоа е токму, се наоѓа кај Рамстор, ако не се лажам. Игор, добро вечер и за тебе. Гледаме, гужва како и... Полека шпицот и се расчистува. И секој ден. Дали полека се расчистува метежот? Анета, добро вечер и од мене во студиото. Овдека може да се забележи дека на улицата Свети Кирил и Методи има голема навистина гужва се до крајот, самиот крај на улицата. Еве би го замолил тука колегата Александар Шекеровски да го долови тој момент колку само е блокирана, односно колку само има гужва на оваа улица. Во овој момент до пред половина час се обидуваше тука да помине и возило на брзата медицинска помош, меѓутоа тоа беше отежнато од страна на возачите, односно од страна на сообраќајниот метеж тука, токму на оваа улица Свети Кирил и Методи, каде што се наоѓа пред познат скопски трговски центар во самиот строг центар на градот. Нашата екипа, заедно со мене и колегата Александар Шекеровски, ќе се обидеме барем да ги прашаме дел од возачите дали чувствуваат нервоза, доколку нормално сепак се расположени да ни дадат одговор. Еве имаме тука еден од гледачите, дали чувствувате нервоза во овие моменти, како што забележуваме, дел од нив одбиваат всушност да ни дадат коментар во камера, во живо, токму во програмата на 1 ТВ. Сепак ќе се обидам и понатаму, но тоа што го забележуваме е насмеани, благо насмеани лица на самите возачи тука во строгиот центар. Навистина е голема гужвата, сообраќајот е отежнат. Би го замолил колегата Шани, прекарот на снимателот Александар Шекеровски, да го долови моментот на семафорот токму таму, каде што се гледа трепкањето на портокалов знак, односно дека токму оваа улица е всушност попречена да се движат возилата. Меѓутоа, еве, во овие моменти полициските службеници веќе им дадоа практично зелено светло на возачите за да појдат кон нивната посакувана веројатно дестинација. Ова е тој термин кога граѓаните се враќаат од нивните работни секојдневни обврски и одат во своите домови. Се обидовме да ги прашаме во овие моменти се автомобилите во движење тука, токму на оваа улица Свети Кирил и Методи пред познатиот скопски трговски центар. До предмалку имаше и автобуси од јавното сообраќајно предпријатие со внатре во нив патници, бидејќи улицата кај Рекорд е блокирана и само од оваа улица можат да се движат и јавните сообраќајни автобуси. Ке се обидеме, тука имаме уште неколку возачи. Се извинувам, добро вечер, ако сакате во живо во програмата на 1 ТВ. Дали чувствувате нервоза при сообраќајот волку? Кој не чувствува нервоза? Што сметате, зошто оваа гужва волку многу и блокирани улици? Пред се многу возила и плюс на повеќе значајни крстосници се прават градежни работи и многу долго се прават и од тоа се случуваат сите овие гужви. И дали забележувате дека пред собранието има речиси секојдневни протести?
Па таа страна не ја возам од овдека, возам и секој ден убаво заглавуваме. Дали ова заглавување, како што го велите вие во сообраќајот, е често или изминативе месеци или неколку денови е ваква појава во Струге центар на градот? Па почесто е. Почесто е, не е изминатиот месец, туку константно е. Што сметате, што му е потребно на Скопје за да има подобри услови, еве барем во сообраќај? Ако се изведуваат градежни работи на значајни крстосници, да бидат тоа брзо и без да го осетат граѓаните. А плюс тоа треба најверојатно да се направат нови надвозници, подвозници, кружни текови за да може да се одвива нормално сообраќајот. Така, ви посакувам внимателно возење, бидејќи еве го добивте моментот за да продолжите понатаму. Тоа беше барем еден од возачите кои што се успеа. Да, се слушаме, Анета, повели. Јас не верував дека ќе успееш да добиеш барем еден соговорник со оглед на тоа, како што кажам. Не верувам ниту јас. Сите се нервозни и брзаат дома. Јас ти благодарам на ова јавување. Се надевам со повеќе информации на уште еден линк ќе ти имаме ние тебе веќе утре. Ти благодарам за ова информација од градскиот метеж. Тоа што го зборувавме, тоа и се случува, тоа што го нагласивте, тоа е реалност. Многу градежни работи, напати, протести за една вака, би рекле, лоша слика на градскиот сообраќај во Скопје. Па не би рекол дека е лоша, туку пак ќе повторам, отежнато се одвива сообраќајот под вакви услови. Значи, сообраќајната полиција, како што можевте да видите, и во ноќни услови физички го регулира сообраќајот, све до потполно расчистување и воведување нормален и уреден сообраќај. Вие не сте дел од законодавната власт, нема да ве прашувам за тоа, за кворумот, за колку луѓе треба да бидат собрани или пак при изведба на градежни активности. Како експерт од сообраќајот, што е на што треба да се направи за да има еден проток во градот? Дали треба да се намали можеби со некаква мерка бројката на возила? Која што од ден на ден е поголема? Не може да се намали бројката на возила. Ова сепак влија и на средината. Можеби на градот му треба алтернативен јавен превоз. Ако имаме во предвид дека градот има јавно сообраќајно предпријатие и приватен сектор и делумно такси возила, можеби кој верувам дека и граѓаните недоволно го користат, како што можете видите, примерно средство е патничкото моторно возило. Ние сме во постојан контакт и соработка со градот Скопје, со општините, споделуваме мислења, идеи, предлози во рамките на нашите властување и нивните се разбира. Се работи на подобрување на сообраќајната инфраструктура. Веројатно за време нормално сугерираме и тече според предвидената динамика градежните работи да се изведуваат согласно дадената сообраќајна согласност, односно предвидените рокови. Веројатно за време на овој зимски период кој што ни следи и поради ризикот од загаденоста на животната средина ќе бидат воведени неколку мерки кои што ќе му идат и во прилог на сообраќајот. Се надеваме дека другите надлежни институции. Да, на крајот од денот можеби и изведување на градежни работи во така централно градско подрачје треба да бидат координирани, а да не бидат одеднаш. Координирани се, верувам дека одредени градежни работи се неизбежни, како што е, да го споменеме, гасоводот. Така. Кога се поставуваат цевки или кога има интервенции и така натаму, но од овие поголемите, можеби, нели, стратешки треба малку повеќе да се размислува и планира. Не е во моја надлежност, значи сообраќајната полиција е надлежна за контрола и регулирање на сообраќајот. Добро. Нема, значи, како и што може да очекуваме, Министерството за внатрешни работи работи согласно своите задачи и надлежности, законски овластувања. Владко, тука би требало и да завршиме со овој блок, ако не се лажам. Со нова тема. Нова тема. Дејан, ви благодарам на ова гостување. Се надеваме дека градскиот метеж нема да исчезне, но барем ке се намали. Се надевам. Така. Се враќаме назад по куса пауза со нашите следни гости. Останете со нас.
Лекчиња на љубовта. Пелистерка. Само за вас, најдобрата понуда овој викенд, единствено во Тинекс, од 9 до 11 ноември. Свежо пиле перутни на Птуј, 1 килограм, плюс подарок зачин котани, 175 денари, плюс 400 поени. Чајна топола, 1 килограм, 399 денари, плюс 100 поени. Кашкавал Ајдамер Милкланд, 1 килограм, 299 денари, плюс 100 поени. Омекнувач за алишта Виолета, 2 литра, 139 денари, плюс 400 поени на вашата Поен Плюс картичка. Една картичка, безброј привилегии. Мој Тинекс клуб. Метрополис, број 1 радиомрежа. Денеска во ексклузив. Не комуницирам со неа, се јави поранешниот дечко на Мелите Ракичевич. Маниакална обсесија. Ексклузив ја истражува болеста на Игор Кралевски. Македонскиот ракометар Столе Стоилов се смири со струмичанката Катерина. Ке имали свадба. Колку се познаваат познатиот стилист Дадар и неговата сестра близначка Александра. Гледајте ексклузив вечерба, 18:30 на 1 ТВ. Владење на правото и функционална правна држава. Реалност или утопија? Ќе успее ли државата да направи сериозни реформи во правосудството или пак ќе продолжи со селективна правда и неказненост? Гледајте Правда и неправда секој вторник во 21 часот. Со мене Гордана Дувњак. Скандал! Телата на двајца мигранти кои загинаа во сообраќајна несреќа речиси 4 месеци скапуваат во коморите на АД Бутел. Институциите си ја префрлаат топката. Кој е надлежен за загинатите мигранти? Процедурална блокада или економски интерес? Не дозволуваат загинатите мигранти да почиваат во мир. Тие се блиски пријатели и помеѓу нив не постоја никакви тајни. Или барем така си мислеа. Една вечер и една игра ќе сменат се во нивните животи. Телефоните се на трпезата. Се што ќе пристигне во тој момент, повик или порака на социјална мрежа, ќе треба да се сподели со сите на масата. Нивните приватни животи ќе предизвикаат големи проблеми. Вечерва, 22 часот и 20 минути. Победникот на италијанските академски филмски награди за 2016 година. Совршени странци. Сабота, 16 часот и 15 минути. Леле, тука е... Абе, не е путка, не е таква путка. Трас, ногете нарамо и стој! Виде? Да. Неделна доза на луд хумор и приказни за кои ќе се зборува. Уживајте во единственото хумористично шоу кое ќе ве насмее до сонзи. 16 часот и 15 минути. Ики анама санчим растурена парам парча. Езил анама. Празни муабети.